животот поминува, како велат, не може се во животот да ти биде убаво. Да. Мора да има нешто што ќе боцка. Да. Така да, ете, јас се грижам за него, моите деца се знаат, мислам, нормално сега тој е сместен во дом, го посетуваме, се гледаме, комуницираме. Здраво, ова е подкастот на Сакам да кажам МК за секого по нешто, а наш денешен гостин е Весна Гиновска-Илкова. Весна Гиновска со ген. Со ген. Иако многу ми нагрешат, нели? Така. Добар ден, благодарам за поканата. Ова е мој прв подкаст, така мој да... втор подкаст. Ке се така снајдеме. да ќе се снајдеме, да. Весна, славиш 30 годишен јубилеј, 24-та, 25-та. Имаш ли планови како ќе го прославиш или како сакаш да го прославиш? Па јас сум сценски уметник. На сцената функционирам, како што кажавте, изминатите години, така што би било добро да се направи една представа со која ќе се одбележи. Сепак 30 години не се малку на сцената. И се надевам дека во некое догледно време, во некое блиско време ќе го одбележиме тој јубилеј. Сега се актуелни мајски оперски вечери. Да. Ми каже еден интересен податок кога се слушнавме на телефон дека си одбила или си се тргнала од улогата во Трубадур. Да. Зошто? Па знаете како, мислам прво благодарност на дирекцијата што ме вклучи во таа премиера која набрзо ќе се случи. Сметам дека секој уметник има одреден период каде може да ги толкува улогите. Нашиот орган се менува, така што телото се менува и во една одредена фаза од животот може да се работат одредени ликови. Во оваа моја фаза од животот сметав дека она што сум го одработила многу добро, да не речам одлично, и сум имала големи успеси со Леонора и Кајнас и со бројни турнеи, сметав дека е добро да го оставам да биде зад мене. Да се посветам на нешто што прилега и на моите години, прилега и на мојот глас во ова време. Твојот глас е драмски сопран. За оние што не знаат што значи драмски сопран? Па сопраните се делат на повеќе категории. Постојат колоратурни, постојат лирски, спинто, лирико спинто и како најмоќен, како да кажам, стожер од таа група на сопраните, драмскиот сопран. Тој е глас кој е доста продорен и е доста податлив за железниот репертоар. Во младоста, не дека сме многу стари, во младите години секогаш се започнува со нешто што е полирско, нешто што е посветло, односно полесно, за да понатаму низ текот на годините како се менува телото, како се менува вокалниот апарат, нормално се стигна до една како да кажам, до еден таргет на улоги кои навистина им носат во себе. Треба искуство, сценско искуство, треба доста инвентивност за донесување на улогата на сцена. Мене од секогаш ме привлекувала драма. Не е само пеењето, туку и на драмски израз да има богат драмски израз во самото дело. Пучини, тие оперите на Пучини се токму такви,
каде што музиката и оркестарот се преплетуваат меѓу себе, така што тука јас се фокусирам во овој нареден период. Памтиш ли колку улоги си одиграла во серија? Која ти е најпрвата представа? Како Првата колку представа години имаше тогаш, ако не е тајна, и како си ја доживеала? Првата не е тајна. Првата представа официјална со која настапив на нашата сцена е улогата на Микаела во операта Кармен. Се сеќавам дека многу брзо морав да влезам во представата, иако предходно 2 години, односно, 2,5 години, јас бев хонорарец во Македонската опера и балет, но работев концерти и така натаму, настапи, некои пократки настапи, но првата улога беше Микаела и тогаш се уште во оперите се изведува на македонски јазик. Не знам дали знаете, но се изведува на македонски јазик и беше многу интересно. Јас влегов во оригиналната верзија на француски јазик, така и ја научив улогата. Се сеќавам дека имаше гости од Белград и од Русија, Сергеј Дубровин и Јелена, не можам да се сетам на презимето, Кармен беше, која беше фантастична. И јас како Микаела имав многу трема и просто на сцената точно ги движев само оние точки каде што ми беа режиски дадени, но беше интересно тоа како се снајдов, затоа што хорот пееше на македонски, јас на француски, гостите исто така на француски беше, значи не поврзуваше музиката. После Микаела дојде Трубадур, улогата на Леонора, и така почна да се нижат улогите. Имав можеби среќа да во одреден период добивам вистински улоги, но сметам дека и повторно да би го изодала патот, на истиот пат би одала. Во исто време, паралелно со Трубадурот, кој беше на сцената, на отворената сцена за Скопско лето, таа мислам 99-та година, ако не се лажам. Ја почнав да ја работам и Аида, со која дебитирав во Пулската арена во Загреб. Доста улоги имам први одпеано надвор, па ги имам одпеано кај нас. Каде се надвор? Па во национални театри, почнувајќи од Софија, Тиранската оперска куќа, Белградската, Загреб, Пула, Риека, Љубљана, Љубљанската филхармонија, Данска, Алборг центарот. Имам и доста турнеи кои сум ги откажала, затоа што сметав дека не е само бројот на представи да биде запазен, туку и квалитетот. И се уште стојам на тој став, така да доста турнеи имам, како да кажам, од доста турнеи се имам повлечено, поради фактот што подобро е да се отпее една улога квалитетно, отколку 10 наред. Да, сега го разбираме повлекувањето од Трубадур, слична прича. Да. Но ти си можела да бидеш виолончелистка, така си почнала, да скажи ми малку повеќе за тоа. Точно така, јас од мала ја сакам музиката, од мала ги следев настаните во поранешната Југославија, поточно фестивалите, Опатискиот фестивал, избор за песна на Евровизија и така натаму, нашите фестивали, Скопскиот фестивал. И бев голем влюбеник во музиката и знам дека сакав да пеам. Мојот татко, кој што
беше голем влюбеник во уметноста, не беше, моите родители не беа уметници. Беше голем влюбеник, дојде во нижото музичко училиште Илија Николовски Луи и тогашната директорка Марија Писинова ја праша мојата ќерка сака да пее и да свири клавир. Што мислите вие? Таа му рекла дека пианисти има многу, но дека виолончелисти и нема толку многу и дека после многу подобро може да се најде работно место. Како и секој родител, нели, кој се грижи за своето дете, гледа долгорочно, така да и моите родители гледале долгорочно, но мојата желба за пеење беше многу голема. Така што на една случајна средба во 84-та година, 85-та година, пошто 86-та се запишувам во средното музичко училиште, во Галичник имаме средба со Симеон Гогуловски, кој ме преслуша и ми рече да, ти можеш да пееш, јас ќе те однесам кај една моја колешка од театарот и ме однесе кај Милка Ефтимова. Да. А немаш нижо музичко? Да, нижо музичко завршив виолончело. Почнав да свирам виолончело, пошто мораше да се свири инструмент. Започнав да свирам виолончело и изучував солфеж, но не бев голем приврзаник кон виолончелото. Може би од оваа перспектива сватив да гледам дека ме имале многу строги наставници и понекогаш знаат да направат, кои знаат да направат, како да кажам, една блокада едноставно и да таа желба за музика да не постои повеќе. И знам дека во 8-о оделение јас реков на мојата професорка по солфеж дека јас ќе учам само солфеж, не сакам да свирам виолончело, но правилата не беа такви. Завршив и таа година и се сеќавам многу добро кога дојдов дома и кога после средбата со Гогуловски, кога одлучив дека сакам да пеам, за моите родители тоа беше тотално непознавање. Значи, не го познаваа тој терен во уметноста и се сеќавам дека татко ми само ми кажа јас ќе те поддржам, ние односно ќе те поддржиме со мајка ти во се, но одговорноста е твоја. Тоа многу сериозно го сватив на своите 14 години, но таа желба за напредок, за изучување на пеењето беше посилна од мене. Завршив 4 години кај професорката Милка Ефтимова и скоро неодамна нашата класна раководителка Павлина Невчева ми кажа еден податок и самата се изненадив. Ми вели: Весна, знаеш ли како се подпиша на мојот лист каде што сите се подпишувавте кога завршувавте? Весна Гиновска, одоздол Марија Калас. Браво. Значи, точно сум знаела што сум сакал. Да, но Симеон Гогуловски, сакам да не вратиш малку на тоа во Галичник, на кој што си многу горда, да, твоето потоко е галичко. Така е. Му ја испеа Зајди. Зајди. Се сеќаваш на реакцијата негова? Па нормално. Мислам, како да кажам, едно убаво летно попладне бевме собрани во нашата куќа со сите оние пропратни, како да кажам, гезмиња, така, да, и специјалитети галички, имаше некој гравчево грне, па некој сарајлија и така натаму. Бевме собрани и му ја отпеав и рече, прво
се сеќам сега вака дека му се насолзија очите и рече Весна ќе те пратам одма кај мојата колешка Милка Евтимова. Така и ја запознав мојата професорка и ги памтам кога влегов на факултетот за музичка уметност, ги памтам незините убави црни очи, незиниот израз на примадона, незиниот израз на жена која се гледа дека е сценски уметник. Да, многу научи од Па знаете како, професорката со нејзе не само јас, него една цела генерација бевме многу успешни и ни влија ни даде некои основни, базични основи за пеењето. Понатаму во животот многу често се навраќам на незините зборови. Например, можеби тогаш еден совет кој го паметиш? Па еве, например, секој настап евидентирајте го. Мене тоа на факултетски денови и како и секој студент можеби ти е значаен ти е настапот, да, но незиниот пристап беше многу сериозен. Знам дека дури не однесе во Италија на едно гостување на летен фестивал. Ние бевме студенти, сакавме да го видиме Рим, таа ни закажа проба во Санта Чечилија. Така да, сакам да кажам, незиниот пристап кон работата бил многу сериозен. И така сум ја доживувала од секогаш, така ја доживувам и денеска. И ете тоа некои основи во самиот пристап кон работата, во самиот начин на работа, ни влија голема дисциплина. Така што ја до ден денес имам некој ред и некоја дисциплина во однос на работата. Например, навиката која ја стекнав уште од факултетски денови, станувам наутро, завршувам со моето утринско кафе и седнувам на клавир и јас почнувам да го раздвижувам мојот глас. Соседите како реагираат? Добро е затоа што сега е добро затоа што живеам во куќа, па не мора да внимавам, но кога живеам во стан има максимално разбирање кон мене. Тоа е важно. Да. Подоцна во Белград и имаш повторна среќа. Да. Знаете како се случи? Имаше овде представа Турандот. Радмила Вакучевиќ беше во улогата на Турандот. Јас дебитирав во улогата на Лиу. И се случи да во разговор да таа рече јас би сакала да работам со тебе. Можеш да дојдеш слободно во Белград и така и се случи со работката. Првите неколку месеци беа чисто запознавање, немаше никаква допирна точка со размислување за постдипломски студии или така, едноставно само работа. Со нејза после се случи бомбардирањето на Белград и конекцијата се прекина, за да нешто подоцна јас се запишам на факултетот и ги завршам магистерските студии кај НИС. Таа жена е полна прво има една огромна светска кариера и незиното искуство од сите тие настапи беше драгоцено, во смисла на тоа дека јас еднаш ја прашав, викам професорке, кажете ми како сте го постигнале целиот овој успех? И таа ми рече, сине у инато. Браво. Така да, една многу пријатна, многу непосредна, едноставна жена во секојдневието, а примадона во животот. Така, дали си ти едноставна во секојдневието? Па да. Јас така те доживувам. Да. Сакаш да возиш велосипед? Да.
Да, и едноставно Сакаш да сум... спремаш галички специјалитети? Така е, сакам да готвам, едноставно уживам во тоа. Сакам да се дружам со пријатели, сакам да патувам. Семен човек сум, ми значи многу семејството. Ведран е постариот син, тој има 24 години, а Борјан има 20 години. Со што се занимаваат? Уметноста? Тие ме испочитуваа во однос на музиката, завршија нижо музичко училиште, двајцата се описменија музички и завршија на гитара, и едниот и другиот, за да на еден извесен период од годините ми речат: мама, благодарам, ние сега сакаме да продолжиме по она што ние сме го не влече, нели? И многу никогаш не сум настојувала како родител да по секоја цена влезат во уметноста, затоа што за нашата работа, доколку не си пасиониран, не ја сакаш премногу и под секакви околности, нема да влезеш, нема да успееш. Можеш да влезеш некаде, но сега јас, знаете како, ја никогаш не ја гледам едноставно оваа средината. Јас сакам да бидам или да успееш, или да се дадеш во некој друго поле. Така што јас моите синови ги поддржувам максимално во тоа што го работат. Ведран заврши на факултетот Шефилд, Универзитетот Шефилд, магистрираше на неуромаркетинг, една многу интересна и допрва мислам дека ќе се слуша кај нас една нова гранка, а помалиот син студира финансии. На истиот факултет. Нема допирна точка со уметност? Не, тој е исто така, тој е голем љубител на уметноста и особено на нашата уметност. И пред ја и тој да се запознаеме, посетувал театарски представи, оперски представи и така натаму, и како да кажам, со нашето запознавање и сите овие години во една брачна хармонија, да речам, едноставно тој ми е критиката. Значи, јас нема да излезам од дома доколку не чуе тој нешто како треба, па дури и да не го познава делото, дури и да не ја знае операта, доволно ми е само да ме слушне и да ми каже добро е или не е добро. Така што на некој начин во однос на работата, имам потполна доверба. И кога ќе ми рече ова не е како што треба, знам дека не е. Никогаш не сум те прашала како се запознавте? Се запознавме, верували или не, во Галичник. Ете. Се запознавме во Галичник во едно на преображение, тоа е селска слава. И сите села, односно сите галичани одат на местото Света Петка, кое што е каршија од селото, на првобитното место каде било село Галичник, и на една убава ледина се прави на преображението, е 19 август, се прави една селска забава со тапани, со зурли и така натаму. Интересно е тоа што на секое место се знаела која фамилија седела. Така што ние како деца со целата гиновска фамилија заминувавме, одевме и цел ден се забавувавме. Подоцна, кога пораснавме, и ја и моите братучади, и моите пријатели и другари од селото, заминувавме цела вечер, младите, а постарите доаѓа наредниот ден.
И во една таква година се запознавме јас и мојот сопруг. Памтам дека дојде на отварањето на мојот концерт на Филхармонија. Тогаш го отваравме со создавање на сезона, отварање на сезона во Тетово и со создавање на Светот од Хајден, и тоа беше мој настап, тој дојде да ме слушне. И така некако спонтано се надоврза средбите, така што 26 години функционираме заедно. Сега ќе те прашам за твојот брат, за кој што ми имаш еднаш кажано дека е многу музикален и е колекционер на плочи, особено на екс-југословенска рок музика. Токму така. Па тоа е дете од тој период и знам дека дома имавме огромна колекција на музика и се што сум слушала практички преку него во однос на рок групите. Бело дугме, не, тоа е подоцна. Бело дугме, Проарте, Индекси, сега не можам да се сетам сега на сите, ама знам дека имаше многу плочи и денес некаде ги чувам, лонплейки големи и мали винили. Имавме еден, се уште го чувам, тој грамофон Тоска и пушташе дома музика, така да бе голем влюбеник во уметност. Во тој тип на музика. За него тој е... Да, се грижам за него, тој е судбина. Да. Просто, како да кажам... Тој е лице со попреченост или како најдобро да кажам? Тој е роден со пореметување и од самиот свој старт во животот има проблеми, после се накалемуваат на тоа и безброј други болести, но како и да е, животот поминува, како велат, не може се во животот да ти биде убаво. Да. Мора да има нешто што ќе боцка. Да. Така да, јас се грижам за него, моите деца се знаат, мислам, нормално сега тој е сместен во дом, го посетуваме, се гледаме, комуницираме, доаѓа кај... Има добри услови таму, каде што е сега? Да. Не можам да се пожалам, така што му треба 24 часот на нега, а јас сум тука со него цел живот. Дека чест. Да. Браво. Се имаш подпишано како Весна Гиновска, Марија Калас. Јас спомнавме професорката Павлина и јас сум дете од средно музичко, но не бев доволно посветена, па замина во друг правец. Да. Ја поздравуваме професорката Павлина. Дали некогаш си имала прилика да ја слушнеш Марија Калас во живо? Не. Мислам дека 77 она умира, 77, јас 72, така што 5 години сум имала не. Да. Само тогаш беше многу тешко да се стигне до представи и до изведби. Знам дека сме нарачувале да стигнат од Трст, од Италија, од Германија или пак во сумодела во Југотон. И се што имаше во Југотон, знам дека се купував од плочи. И во тој период многу се работеше на создавање на, односно се даваше акцент на македонските изведувачи, македонските пејачи, така што во македонската телевизија се снимале плочи, и јас тие плочи ги добивав, некој како подарок, некој како директно од моите постари колеги, Павлина Апостолова, Анастасија Димитрова, Низамова Мухич, Анастасија, Милка Ефтимова, нели тука, тоа е таа генерација и ден денес ги чувам. И многу ми е криво денеска што ние немаме таков простор
да можеме да снимаме, да можеме да работиме и да на еден начин на тој начин оставиме, нели, печат за ова време во кое делуваме. Знаеш ли колку бил опсекот на октави што може да ги испее Марија Калас? Мислам дека Марија Калас има почнато со малку поинаков репертоар, така што она одела и многу повисоко. Во текот на и покрај тоа што мислам дека имала доста кратка кариера. Таа умира на 53 или 4 години, ако не се лажам. Но остава еден печат за буквално за генерации и генерации. Денес си професор на факултетот за музичка уметност. Да. Каква професорка си? Пред се не сакам, знаете како, не сакам прво денешните млади многу се разликуваат од тоа како ние сме биле. Ние премногу почитувавме авторитети. Овие денешни млади се малку поинакви и нормално и дека начинот на комуникација треба да биде сменет. Не сакам да се наметнувам, но сепак држам до тоа да она што ќе го замислиме како идеја за наредната година, го исполниме и седнуваме и работиме тимски. Значи, седнуваме и правиме програмата заедно. Кој што ќе работи, кој што ќе пее, дозволувам нормално да истражуваат и да бараат тие numeri кои што сметаат дека сакаат да ги пеат. Тоа е еден плюс. Не мора моето секогаш да биде конечно и не мора секогаш моето да биде исправно. Напротив, сметам дека истражувањето во музиката е многу битно за понатаму, да тие кога ќе заминат од факултетот за музичка уметност да продолжат индивидуално да го трасираат својот пат. Многу зборуваме за здрави навики, многу зборуваме за правилно пеење, се фокусираме на техниката и држам до тоа како што ние сме работеле некогаш, го продолжувам, да речам, продолжувам таа школа од моето време, да едноставно бидат присутни на сцената. Со многу концерти, со многу настапи, со појавувања, макар и да се погреши, не е страшно, затоа што секој настап е стекнување на самодоверба, стекнување на зрелост на сцената. Пеењето не е само пеење, туку е и не е техника, туку е сценски израз, пренесување на емоција на луѓето, односно на публиката, така што многу сегменти се опфатени. Некои студенти подоцна се решаваат и за друг вид на музика, можеби народна или поп музика. Да. Нели им замеруваш, дали ги насочуваш само кон оперско пеење и класична музика? Можеби ќе звучам малку, како да кажам, нескромно, но кај мене не доаѓаат студенти, барем не до сега со некои исклучоци, кои што работат паралелно и друго нешто. Веројатно, така сум се поставила и едноставно јас го работам класичното пеење. Не дека не оправдувам, затоа што тоа се деца на кои што пред се им треба финансиска им треба финанси за или пак запишување на факултет, издржување и така натаму. Многу од студентите доаѓаат од други градови и јас сето тоа го разбирам.
сепак сметам дека не можат двата стила на пеење да одат заедно. Доколку сакам да го почитуваат моето време и сакам да го почитуваат мојот влог во работата. Доколку јас сум дојдена на факултетот да предавам класично оперско пеење и се вложувам максимално, давајќи го своето знаење, несебично кон младите луѓе, тогаш сакам да бидам испочитувана и од другата страна, или пак, ако некаде имаат настапи и така натаму пеат, сакам да ми кажат, да знам. Затоа што верувајте дека точно ја чувствувам мојата работа на гласот на студентот и чувствувам кога е поместена техниката. Што е интересно, ние работиме на осет. Ние имаме книги од каде учиме, ние имаме од каде изучуваме солфеж, хармонија и така натаму, но немаме книга од каде го читаме нашето што треба да направиме со нашиот глас. Целата структура пеачка ја даваме во телото. Значи целиот процес го разработуваме сами. И тоа е многу тешко. Многу е тешко да знаеш дали ти правилно во тој момент пееш. Тебе може би тонот или музиката или гласот ти звучи одлично, но тоа не е вистинското нешто. Затоа некој корективен фактор од страна секогаш треба да постои, без разлика во кој годишно доба е уметникот. Некој корективен фактор кој ќе му каже ова е добро или не е добро. Да, значи работиме на, просто е необјаснено, работиме на осет, работиме на чувство. На осет, едноставно како што спортистите секојдневно, затоа и секојдневно мора да се вежба, затоа и секојдневно за да се создаде тој осет каде треба да биде правилниот вистински тон, а при тоа да не биде оштетен вокалниот апарат. Затоа што ние создаваме звук кој се создава по пат на вибрирање на воздухот кој го произведуваме со телото. И тој звук треба да биде правилен, треба да биде во својот дел, каде е резонантата во главата и не смее воопшто да удира на гласот на вокалниот апарат. Доколку и малку повеќе удира самиот воздух, тогаш се доаѓа до оштетување на гласилките. И тоа е доста стресен момент за секој оперски пејач. Си имала ли ти сличен момент? Јас не сум забележала грешка кај тебе. Како грешки, знаете како грешки се случуваат и во текот на работата. На представа не ми се случил некој по-тежок, да кажам, може да во моментот се случи некоја блокада на мемориска блокада, па тука е секогаш суфлерот кој нели го подава текстот да помогне. Но пеачки сум секогаш подготвена 100%. Тоа и одговорноста со годините. Кога си млад може и нема да те забележат, но колку повеќе си на сцената и како повеќе одминува времето, едноставно го мерат секој твој тон, ја мерат секоја твоја фраза и одговорноста е многу голема. За крај ќе те прашам, се уште си млада и имаш многу пред тебе.
Како се замислуваш во пензија? Дали во куќата во Галични, која што е како беше стара од 906 година? 906 година. Да. Се замислуваш ли некоја фаза каде што ќе можеш да мируваш, помалку да пееш, помалку да се активна? Пред неизвестно време на мојот маж му кажав, јас не можам, а да не работам. Така што ќе работам сигурно. Сега сум уште фокусирана на сцената. За понатаму имам некои планови, па кога ќе има нешто ново и ќе бидам овде за да споделам. Нормално има идеи, има планови. Јас велам треба во еден одреден период да се поклопат некои коцки. Ти благодарам многу, Весна. Благодарам многу и на тебе што ме покани да бидам гостинка утре. А уште еднаш. Ова беше подкастот на Сакам да кажам МК за секого по нешто. Ви благодариме што не гледавте.